Почитувани гледачи, добро вечер. Како што и вели латинската изрека, во здраво тело, здрав дух. Од тоа зависат многу влијанија, многу фактори, пред се овде е психофизичката состојба на организмот, здравата исхрана, редовното спортување. Многу повеќе за тоа и многу повеќе околу рекреативната гимнастика, велам ќе ни каже инструкторот, новиот инструктор во градот, кој што понуди еден сосема нов проект за нашите сограѓани, кој ќе има големи бенефити за нивното здравје и за продолжување на животот на нашите сограѓани, а тоа е господинот Лазар Младенов, кој е инструктор по рекреативна гимнастика. Господине Младенов, добро вечер, добри ни дојдовте и ви благодарам што ја прифативте понудата да бидете дел од нашата емисија. Добро вечер, благодарам на понудата, поздрав до вас и до вашите гледачи. Неодамна вие одржавте отворен час за презентација на вашиот проект, кој што како и што го најавив, тоа е нешто ново во нашиот град, рекреативна гимнастика, проект кој се вика Еликсир на младоста. Од каде ја добивте идејата за овој проект и како започна сето тоа? Па вака да ви кажам, ја уште од младоста бев активен спортист, поточно се бавев со спортска гимнастика. Цели 12 години, првите 8 години бев активен член на гимнастичкото друштво Партизан во Кавадарци, а останатите 4 години бев во Скопје во средно училиште и таму бев активен спортист гимнастичар во средношколскиот училиште Дом Томе Стефановски Сенич. Сето моје поранешно искуство со гимнастиката и нормално како одат годините една по друга, добив и некои други сознанија за здрав живот и квалитетен живот. Така да веќе 3 години работам на овој проект, од кои 2,5 години теоретски припреми и негде 6-7 месеци во пракса, така да после исцелокупување на пракса и теорија, сакав да презентирам у јасмина едно моје видување како изгледат еден отворен час по кардиогимнастика, да знаат сите кавадарчани што се работи на тие мои часови по кардиогимнастика, да добијат појасна представа и ако утре размислуваат да се зачленат, да имаат појасна представа и полесно да одлучат за тоа. И не случајно сето тоа се поклопи со Светскиот ден на здравието. Да, нормално. Како го поминавте тој час и какви се вашите видувања? Да ви кажам, најпрво кога планирав кога да го закажам терминот, одма знаев дека тоа ќе биде 7 април, затоа што тоа е Светскиот ден на здравието, тоа е Благовец, наш верски празник, и се поклопи неслучајно да биде и мојот 57 роден ден. И на тој ден ја наполнив 57 години, така да ми беше задоволство тоа сето да го презентирам. Добив уште поголема желба и елан тоа да го презентирам пред кавадарчани. За таа цел припремив некои дечиња, купив 32 маички, купив 32 постелачки за вежбање, дадов 7 ваучери за бесплатно вежбање кај мене во клубот. Така да после презентацијата од некои луѓе што стварно тоа го разбират и го сватиле, добив пофални зборови и што ми дава уште поголема желба за работа понатаму. Така. Проектот се вика Еликсир на младоста. Да. Што значи тоа? Зошто баш овој наслов? Па вака, проектот се вика Еликсир на младоста не случајно, затоа што моите рекреативни гимнастички кардиовежби многу го подобруваат здравието, ве подмладуваат, прават да се чувствувате витални, исполнети со енергија и спремни за работа и да одговорите на секој предизвик во животот. Затоа и го носи името Еликсир на младост. Лично јас и така се чувствувам. Вие сте започнати со проектот, веќе имате одржано неколку часови, како напредувате? Па вака, јас на проектот работам од 24 септември 2013 година. Доциран сум во спортска сала во Основно училиште Гоце Делчев во Кавадарци. Моментално имам само женска група, од почетокот до сега. Моите намери се после проектот да ги испровоцирам кавадарчани, да видат што е квалитетни вежби и да може да оформам машка група, мешовита детска група, група пензионери, група информатичари, група пензионери. Тоа ми е цела замисла да ги имам тие 6 групи. Значи, тоа се секој на свој начин си е критична група, така да мене ми идејата да наполнам барем 6 сали во Кавадарци. Така. И како напредувавте до сега, каков е одзивот на нашите сограѓани, има ли заинтересираност? Па вака, има заинтересираност, меѓутоа 90% од жените што доаѓаат да тренираат кај мене се сите снаи дојдени од страна, или се од Прилеп, од Битело, од Кичево, од Крушево, од Охрид, од Струга, од Скопје, од Велес, со Штип. Кавадарци е многу тешко за рекреација. Да не речем за спорт, али за рекреација е страшна работа и тоа многу ме
иритира и намерно одам кон тоа да со повеќе пропагирање на проектот да добијам масовност и од члените од жени од Кавадарци. Ова е еден од многуте начини да ние би ги запознале нашите сограѓани што всушност представува вашиот проект, какви вежби вклучува и кои се бенефити би ги добиле тие доколку се вклучат во вашиот гимнастички кардио клуб. Може да ни кажете нешто повеќе околу тоа? За да ви кажам повеќе за тоа, јас премив еден извадоци од проектот, што истите ги прочитив на самата манифестација Отворен час по кардиогимнастика и не сакам граѓаните да бидат обесправени, да не го слушнат тоа затоа што таму некои слушна, а некои не, а сега целиот град, сите кавадарчани, сите ваши гледачи да го слушнат тоа. Ако дозволите, ја тоа за кратко време ќе го прочитам, па ќе продолжиме со разговор. Јас се викам Лазар Младенов, роден сум и живеам во Кавадарци и сум инструктор по рекреативна гимнастика. Председател сум на Сдруженијето Рекреативен гимнастички кардио клуб Еликсир на младоста од Кавадарци. Денес нема да зборуваме за политика, нема да зборуваме за избори, ќе зборуваме само за тоа како и на кој начин да си го подобриме нашето здравје и како да си возможиме подобар, посреќен и поквалитетен живот. Да ви кажам малку за Сдруженијето. Мисија на Сдруженијето е заживување на рекреативната гимнастика и промовирање на рекреативните гимнастички кардио вежби кај граѓаните на град Кавадарци. Визијата на Сдруженијето е заживување на рекреативната гимнастика и промовирање на рекреативните гимнастички кардио вежби на ниво на Република Македонија. Главното движечко мото на Сдруженијето е во здраво и витко тело, здрав и младешки дух. Целта на Сдруженијето е подигање на нивото на физичката култура кај помладата и повозрастната популација во Република Македонија, решавање на проблемот со прекумерната телесна тежина и создавање на една културна, здрава и силна нација. Имам изработена проект од областа на физичката култура, кој се вика Еликсир на младоста и како тема обработува рекреативни гимнастички кардио вежби. Проектот е изработен на 60 страници, изгледа вака, ако не се гледа да извадиме листот, дали се гледа, не знам. Доста стручно изработен, поддржан од сите можни аспекти и во него имам одобрение од неколку доктори, просветни и спортски и културни работници, дека можам да ги спомнам од делот на благодарници. Проектот е насловен како Еликсир на младоста, затоа што рекреативните гимнастички кардио вежби многу го подобруваат здравјето, прават да се чувствувате помлади, повитални и полни со енергија. Сакам да искажам огромна благодарност и да упатам посебен поздрав до неколку личности кои од самиот почеток јас поддржаа мојата идеја и кои многу ми помогнаа во реализација на истата. Тие личности се членовите на мојата фамилија, кои ми дадоа целосна и безрезервна поддршка од самото раѓање на идејата, изготвувањето на проектот, спроведувањето на кампањата, па се до реализацијата на проектот. До господинот Иначко Штерив од Каварци, поранешен совет по Бирото за развој на образованието и денес пензионер. До господинот Борче Боев од Скопје, генерален секретар на Националните спортски федерации на Република Македонија. До госпоđата доктор Розалија Нефчева од Кавадарци, специјалист по општа медицина од приватната здравствена установа Рија Медика. И до господин доктор Владко Симоновски од Кавадарци, специјалист интернист од приватната здравствена установа Интермедикус. Со самата реализација на мојот проект сакам да промовирам еден сосема нов начин и нов пристап за рекреација кој произлегува спортската гимнастика. Со него се постигнуваат многу добри резултати за намалување на прекумерната телесна тежина, оформување и заекнување на телото, одржување на линијата, корекција на работниот стол, подобра работа на кардиоваскуларниот систем, подобра работа на внатрешните органи, заекнување на имунитетот и намалување на стресот. Сето тоа се постигнува со помош на рекреативни гимнастички кардиовежби, кои се изведуваат само на партер, без користење на справи, а се пропратени со соодветна музика. Рекреативните гимнастички кардиовежби се многу добра превентивна мерка против прекумерна телесна тежина, разни депресивни состојби, болки во грбот, искривување на работот, диабет, остеопороза, шеќер во крвта, крвен притисок, срцев удар и појава на малигни заболувања. Од поводом на читајќи разни списанија, гледајќи разни филмови и емисии за Америка, увидов дека американската нација, поради брзото темпо на живење и неправилниот и брз начин на исхрана, стануваше се подебела и имаше се повеќе луѓе кои имаат проблеми со прекумерната телесна тежина. Тие одеа дури дотаму
што со автомобили купува сендвичи од сендвичарите, сендвичите ги јаде во автомобили, одеа на кино со автомобили и гледаа филмови од автомобилите. Буквално, се што правеа седејќи во своите автомобили, без да направат при тоа и најмала физичка активност. На нас сето тоа не изгледаше некако неважно, дека тоа се случува некаде далеко и дека тоа нас како нација не засека. Но што се случи? Не помина многу време и кај нас во Македонија се смени начинот на живот, а со тоа се смени и навиките. Се започна да се живее со едно брзо темпо, невообичаено за нашите простори и повеќето од луѓето намајќи доволно време, започна да се хранат брзо и неправилно. И кај нас во последно време се повеќе може да се видат возрастни, па и млади луѓе кои од ден на ден стануваат се подебели и имаат проблеми со прекомерната телесна тежина. Токму ова беше една од причините заради која јас го изработив овој проект, со кој јас лично би се потрудил да им помогнам на луѓето кои имаат проблеми со прекомерна телесна тежина. Не ме загрижува фактот што има многу луѓе кои имаат проблеми со прекомерната телесна тежина. Туку ме загрижува тоа што истите тие луѓе не превземаат ништо со што би ја промениле и подобриле состојбата на своето тело, а со самото тоа и состојбата на своето здравје. Поголемиот дел од луѓето кои имаат проблеми со прекомерната телесна тежина или не се доволно едуцирани што се и какви здравствени проблеми може да им предизвика прекомерната телесна тежина, или пак не знаат да си го организираат времето, да одвојат 5 минути време за себе и да го решат својот проблем. Некои од луѓето кои се порешителни, поупорни и поодговорни спрема своето тело и здравје, успеваат на некој начин да го решат проблемот со прекомерната телесна тежина. Но за жал таквите се многу малку. Дел од нив што успеале да намалат прекомерна телесна тежина, пак не успеваат истата да ја одржат подолго време. Задоволни од тоа што го постигнале, се опуштаат и за релативно кратко време повторно се наоѓаат на почетната состојба од која што тргнале. Понатаму приказната е веќе позната. Тие се разочаруваат, се губи желбата, се губи самодовербата и така натаму. На луѓето им е полесно и поедноставно да го прифатат проблемот со прекомерната телесна тежина и да живеат со него отколку да се потрудат сами или со нечија стручна помош да го надминат една за секојаш да го решат. Според мене, многу е полесно да се добие петка отколку истата да се задржи преку целата учебна година. Во нашиот случај, кога сме кај намалувањето на прекомерната телесна тежина, тоа е сосема обратно. Јас велам дека многу потешко е да се намали прекомерната телесна тежина отколку постигнатата телесна тежина да се одржи натаму во животот. Многу од луѓето се нестрпливи и сакаат што побрзо да ја намала прекомерната телесна тежина. При тоа, тие се подврагнуваат на разни диети, гладуваат, се измачуваат, при што го истрпуваат своето тело, а тоа воопшто не е добро за нивното тело и здравје. Кога луѓето планираат да ја намалат прекомерната телесна тежина, треба добро да размислат, да одберат здрав и проверен начин на исхрана без диети, да најдат добри вежби и тоа да го практикуваат секој ден. Да не се брза со слабењето, да се препуштат на здравиот начин на исхрана без диети и на вежбите. А работите ќе дојдат сами по себе без да се свесни како и кога го постигнале сето тоа. Значи со какво темпо сме ја добиле прекомерната телесна тежина, со исто темпо треба да ја изгубиме. Затоа јас велам, кога човек еднаш ќе го реши проблемот со прекомерната телесна тежина, тој веќе не е истиот, поточно тој станува друга личност. Многу е горд и задоволен со тоа што го постигнал, исполнета со енергија и се чувствува и изгледа многу помлад. Сите обврски кои во животот, во текот на животот, при намалувањето на прекомерната телесна тежина му представувале проблем, сега ги работи рутински со леснотија и со уживање. Со помош на рекреативните гимнастички кардиовежби и здравиот начин на исхрана без диети, човекот стекнува нови навики и живее еден за него сосема нов и квалитетен живот. Затоа јас сум убеден и не верувам дека кога човек еднаш ќе надмине нешто што му представува на најголем и решив проблем во животот, ќе може така брзо и лесно да се откаже од него. Ако подобро се анализира, денес проблемот со прекомерната телесна тежина не е проблем само на поединец, туку е проблем и на целото општество. За мене лично не постои дебел човек. Тоа е само моментална состојба на телото, се разбира ако не се работи за некое хормонско пореметување или пак тоа е генетски. За мене постои само инертен, мрзлив човек или човек кој не знае да си го организира времето и да одвои 5 минути време за себе. Од друга страна гледано, пак не значи дека ако човек е слаб, дека по некое непишано правило мора да е здрав. Прекомерната телесна тежина може да предизвика огромни здравствени проблеми кај луѓето, кои пак од своја страна може да остават трајни последици по нивното здравје. Според статистиката што ја водат здравствените работници, денес смртноста поради кардиоваскуларните болести зазема 60% од вкупната смртност во светот. Инфарктот како причина. За прераната смрт на луѓето порано е офрчал популацијата над 50 години,
а денес за жал ова граница е драстично намален и опфаќа популација дури и над 30 години. Кардиолозите од целиот свет велат дека рекреативните гимнастички кардиовежби се многу добра превентивна мерка за подобро функционирање како на кардиоваскуларен систем, така и за целокупното здравје на човекот. Со решавањето на проблемот со прекомерната телесна тежина, индиректно ќе се решат и многу други психофизички проблеми поврзани со целокупното здравје на човекот. Затоа, јас апелирам до сите граѓани на град Кавадарци, независно од возраста, да се хранат здраво, да најдат слободно време и да ги вежбаат рекреативните гимнастички кардиовежби, затоа што тоа е многу добро за нивното здравје. Јас сум поборник на тоа, да се потрудиме колку што можеме, превентивно да делуваме на нашето здравје, а не да чекаме да се разболиме, па потоа со разни лекарства да се лечиме. Затоа со право се вели, подобро е да се спречи, отколку да се лечи. Во ова време на брз техничко-технолошки развој, луѓето по големиот дел од времето го поминуваат сами, седејќи пред компјутер, затворени помеѓу 4 зида, независно дали тоа соба или канцеларија, и се повеќе се оддалечуваат едни од други, поточно се десоциализираат. Затоа овие вежби, покрај рекреацијата, дружењето и забавата, тие нудат истовремено на луѓето им овозможуваат и подобрување на нивната социализација. Денешното брзо темпо на живење од нас направи роботи. Сите ние некаде брзаме, наоѓаме време за се и се што, а не успеваме да си посветиме ни 5 минути внимание на себе. Нашето тело веќе одамна ни сигнализира со црвено светло и крајно време да сториме нешто за него. Затоа јас велам, посветете му малку внимание на вашето тело, а тоа ќе ви возврати со добро здравје, долг и среќен живот. Рекреативните гимнастички кардиовежби се едноставни, многу лесни и се прилагодени за почетници. Тие се изведуваат само на партер, без користење на справи, а се пропратени со соодветна музика. Нив може многу брзо и лесно и без никаков терет да ги научи и совлада секој човек кој е психофизички здрав. Рекреативните гимнастички кардиовежби буквално го активираат секој дел, секој мускул од човековото тело. Вежбите се поделени во неколку групи. Постојат вежби за загревање кои се изведуваат во движење со одање, трчање и подскокнување. Има вежби за раздвижување на вратот, рамената, рацете, половината, колковите и нозете. Се изведуваат и вежби со здружени нозе, вежби со раширени нозе на колена, вежби на стомак, вежби на лева и десна бочна страна и вежби на грб. После изведувањето на неколку последователни вежби, задолжително се прават вежби за опуштање на телото. Вежбите на број се многу. Дел од нив сум ги научил како активни гимнастичар, а дел од нив се креирани лично од мене и се прилагодени токму за оваа намена. Со рекреативните гимнастички кардиовежби се постигнува сигурно и здраво слабење. Тоа се прави со лесни вежби кои се повторуваат повеќе пати, при што доаѓа до активирање на иста група мускули. Оваа група на мускули трпи многу контракции при изведувањето на вежбите, при што доаѓа до истегнување, затегнување на мускулите, согорување на калории, топање на масното ткиво и оформување на телото, а тоа не е ништо друго, туку слабење. Гимнастиката е благороден спорт кој го активира секој дел, секој мускул од човековото тело, со што многу го подобра здравјето, го зацврстува телото, ги зајакнува духот и самодовербата и од секој го прави здрава, силна и стабилна личност која ќе може да се справи со сите предизвици на денешницата. Од бавењето со спорт и рекреација, човекот може да има повеќекратна корист. Покори тоа што спортот и рекреацијата го подобруваат неговото здравје, тие на човекот му овозможуваат дружење, социализација, забава, а на некои од нив и животна екзистенција. На младите, за мене секогаш представувале и ќе бидат најранлива категорија. Кај нив треба, уште од најрана возраст, да се врши едукација за тоа што значи спортот, рекреацијата и здравиот начин на исхрана за нивното здравје. На нив треба да им се створи навика и уште од предшколска возраст да започнат да практикуваат здрав начин на исхрана, да спортуваат, да рекреираат и да се дружат помеѓу себе. Со таквиот начин на живот, тие ќе си овозможат една добра социализација, која многу ќе им помогне во нивниот понатамошен живот. Само така ќе се овозможи нивен правилен психофизички раст и развој и подобра и посветна иднина. Младинците пак за мене представуваат една категорија на која треба да се посвети посебно внимание. Тие треба почесто да се едуцираат за тоа што значи здрав сон, здрав начин на исхрана, што значи спортот и рекреација за нивното здравје, со еден збор што значи да се живее здрав и квалитетен живот. Тие треба да ги заборават лошите навики, да се потрудат, да се легнуваат и да стануваат порано, помалку време да поминуваат пред компјутер, така че имаат повеќе слободно време во текот на денот кој ќе може да го искористат за нешто паметно, убаво и корисно, да престанат со безцелното шетање и трошење на времето по улици, повеќе време да поминуваат во спортски сали отколку во кафеани, да се бават со спорт, рекреација, музика, уметност и друго.
повеќе се дружат помеѓу себе со што многу ќе подобрат својата социализација, која ќе им биде и такако потребна понатаму во животот. Брзата и нездрава храна да заменат со здрав начин на исхрана. Тоа значи дека треба да јадат повеќе овошје и зеленчук, алкохолот, газираните пијалаци и кафето да ги заменат со чиста вода, чајови без шеќер и природни сокови. Цигарите да престанат да ги пушат. Не сакам да ги заплашувам младите со ова што ќе го кажам, но ние знаеме дека пушењето е многу штетно по здравјето на човекот. Една испушена цигара го скратува животот на човекот за 8 минути, така што пушачите во просек живеат 20 години пократок од непушачите. Само со избегнување на сите пороци, младите ќе можат да живеат еден здрав и квалитетен живот и без никаков проблем ќе може да успеат во се што ќе посакаат во животот. Тогаш со право и од срце, ние повозрастници ќе можеме слободно да кажеме дека иднината им останува на младите. Долго време се веруваше дека најголемиот контакт, најголемиот допир на човекот со околината во која што живее се остварува преку кожата. Најновите истражувања на оваа тема кажуваат на тоа дека тоа не е точно и дека најголемиот допир на човекот со природата се остварува преку храната. Храната може да биде најдобар лек за човековото тело, ако човек правилно се храни, но истовремено лошата храна може да биде и причина за појава на многу болести кај човекот. Значи храната може да биде многу добра превентива за добро здравје, причина за многу болести и да се користи како лек за веќе настанатите болести кај човек. Човекот не може да опстане без храна, таа го одржува во живот, затоа тој треба многу да внимава на својата исхрана. Со здравиот начин на исхрана без диети, со редовно весување на витамин С во нашиот организам, со пиењето на многу течности, со конзумирањето на многу овошје и зеленчук се постигнува таков ефект што се врши секојдневна детоксикација на нашето тело, се подобрува работата на црниот дроб, а со тоа значително се подобрува и целокупното здравје. Затоа јас велам, драги кавадарчи, навреме, пред да биде доцна за тоа, створете му добри навики на вашите деца, променете ги вашите лоши навики, за да можете да живеете еден безгрешен, подобар, посреќен и поквалитетен живот. Како во се останато во животот на човекот, така и во исхраната, треба да постои ред, навика и култура. Ова го велам затоа што полесно да се воспита отколку да се превоспита и полесно да се створи навика отколку створената навика да се промени. Затоа јас предлагам да се свртеме кон мајката природа и кон она што само таа може да ни го понуди, а тоа е прекрасното овошје и зеленчук во неограничени количини. Сите луѓе, а поготово оние кои редовно се бават со спорт, рекреација или било која друга физичка активност, треба да внимаваат на својата исхрана. Тие треба да се дисциплинирани во исхраната и да внимаваат што, кога, како и колку ќе јадат, што, кога, како и колку ќе пијат. Во грижата за човековото здравје не е доволно само да се спортува и да се јаде здрава храна. Треба да се почитуваат 12 основни правила, 12 алки кои ги налага синџирот на здрав и квалитетен живот. Овие правила треба да се практикуваат не само еден ден, една недела, еден месец, туку сите 365 дена во годината. Тие правила се следните: здрав и квалитетен сон, свеж и чист воздух, свежа и чиста вода, природна и здрава храна, редовна и лична хигиена, умерено сонце, квалитетно образование, спорт, рекреација, дружење, социализација, забава. Синџирот на здрав и квалитетен живот треба да биде постојано затворен, а ако случајно се прекине макар и една единствена алка, тогаш треба да се запрашаме што недостасува во нашиот живот, веднаш да реагираме и да не дозволиме да се прекине уште некоја алка од синџирот. За правилен психофизички раст и развој на децата, оформување за застување на телото, намалување на прекумерната телесна тежина, одржување на линијата и превентивно здравје на човекот, не треба многу. Доволно е да се применува само здрав начин на исхрана и редовно да се вежбаат рекреативните гимнастички кардиовежби најмалку 3 пати по 1 час неделно. Ќе ви посочам еден многу добар пример за тоа. Јас лично со моите 57 години како инструктор по рекреативна гимнастика строго се придржувам до здравиот начин на исхрана без диети, редовно ги вежбам рекреативните гимнастички кардиовежби и при тоа постигнав многу добри резултати. Поточно јас постигнав пропорции и висина тежина што е и крајна цел на мојот проект. Тоа прикажано во бројки изгледа вака: висок сум 172 см, а тежок 72 кг, што е за пофалба и мислам дека секој би ми поздравил на овие пропорции. Искрено се надевам дека и моите членови кои ќе рекреираат кај мене со многу работа и труд ќе ги постигнат истите резултати. Се разбира, треба да имат силна желба за работа, да си постават јасна цел пред себе, да доаѓаат редовно на часови, да не се откажуваат брзо и лесно, да го практикуваат здравиот начин на исхрана и редовно да ги вежбаат рекреативни гимнастички кардиовежби најмалку 3 пати по 1 час неделно. За правилен психички раст и развој и за подобро превентивно здравје на човекот, покрај здравиот и квалитетен сон, покрај здравата исхрана и покрај редовната физичка активност, треба да се стори уште нешто што е многу важно за нашето тело и здравје,
а тоа е да се направи да се практикува дневен распоред на одвивање на настаните. Да се проба секојдневните активности да се прават во приближно исто време во текот на денот. Кога ние ќе успееме во приближно исто време да легнуваме, да стануваме, да јадеме, да работиме и да вежбаме, тогаш нашето тело ќе биде однапред припремено и ќе створи навика сета таа наша секојдневна активност да ја прифати многу подобро, полесно и со многу помалку стресови. Светската здравствена организација укажува на фактот дека 5 часа седење во текот на денот е исто како да сте испушиле една кутија цигари. Затоа мојот совет е следниот: користете го секој момент за движење, после секој поминат час седење пред компјутер, независно дали е тоа дома или на работа. Станете и прошетете наоколу 5 до 10 минути. Например, кога разговарате на мобилен телефон, станете и правете го тоа движење. Пред самиот крај на моето излагање, ќе го кажам следното: животот ве води по разни патишта, некои од нив се добри, а некои лоши. Се прашувате кој е вистинскиот пат. Ако сами не знаете да одберете, послушајте ги оние кои знаат да го направат светот подобро и поубаво место за живење. Затоа одберете спортска сала. За ваш правилен психофизички раст и развој, за ваше превентивно здравје, за ваш подобар, посреќен и поквалитетен живот, за ваша посветла иднина. Само спортската сала може да обезбеди подеднакво добри услови за спорт и рекреација, дружење, социализација и забава непрекинато во текот на сите 12 месеци во годината. Драги кавадарчани, независно од вашата возраст и пол, спортувајте, рекреирајте, дружете се, подобрете вашата социализација, едноставно забавувајте се и поминете пријатни моменти затоа што животот е краток и треба да се искористи за убави и корисни нешта. Потрудете се да живеете подобар и поквалитетен живот и вашите години исполнете ги со убав и среќен живот, а не животот со безцелни и празни години. Затоа јас велам, дајте да проработи нашата свест, да го подигнеме нивото на физичка култура, да ги наполниме овие прекрасни спортски сали што ги имаме во нашиот град и до максимум да ги искористиме условите за спорт и рекреација што тие ги нудат. Само така ќе го подобри нашето здравје, а здравјето на нашите деца, внуци и правнуци, а кога ќе имаме здрави поколенија, не треба воопшто да се грижиме за иднината на нашиот народ. Тој ќе продолжи без проблеми да обстојува и понатаму како што обстојува и досега низ вековите. Тогаш ќе бидеме сигурни дека кога ќе дојде време за тоа, нашите потомци ќе можат слободно и без двоумење да го понесат сиот товар и да ја превземат целокупната одговорност за управување раководење со државата. Мислам дека на нашиот град му недостасуваше вакво нешто и дека на кавадарчине одамна и требаше рекреација од овој тип. Сите ние сме свесни за тоа што значи рекреацијата за нашето здравје. Затоа и основната цел на мојот проект е токму подобрување на здравјето на луѓето. Знам дека кавадарчани од секогаш имале смисол да препознаат што е добро, а што не за нивно здравје и сигурен сум дека и овој пат ќе покажат интерес и разбирање, ќе му дадат целосна поддршка на мојот проект, затоа што здравјето на луѓето е најважно од се. Заинтересираните кандидати кои ќе изразат желба за зачленување во мојот клуб, тоа може да го сторат на телефон 070 376 612 или да дојдат во спортската сала во Основното училиште Гоце Делчев во Кавадарци секоја среда и петок од 19 часот. Нејните членови им посакувам добро здравје, пријатно вежбање и добри резултати. На крај, драги гледачи, ви благодарам што бевте стрпливи, што со големо внимание проследите моја презентација. Значи, ова е тоа што би рекли и вие самиот: во здраво и витко тело, здрав и младешки дух, што е и вашето мото на клубот. Да. Ова беше едно концизно спакувано, кратко делче од целосниот ваш проект, а секако самите резултати единствено што можат да се видат е да се видат на лице место, на самото место, преку сите тие рекреативни гимнастички, кардио вежби што вие ќе им ги понудите на нашите сограѓани. Јас само би посакала дали може уште еднаш за крај да ни кажете подетални информации за сите заинтересирани, каде и како може да се пријават. Па вака, сите граѓани од град Кавадарци и пошироко, ако се заинтересирани, ако успеавме да го долови на нивното внимание, можат да дојдат секоја среда и петок од 19 часот во спортска сала во Основното училиште Гоце Делчев или пак да се јават на телефон 070 376 612 заради евиденција. Едно да ви кажам, на мојот час по кардиогимнастика не е дозволено гледање, едноставно се доаѓа и се вежба. Така најмногу има ефект и најмногу луѓето може да осетат што се и нудат вежбите. Иначе од самото гледање ништо не се постигнува. Да им објасниме и како изгледа еден ваш час по кардиогимнастика. Дали
Да знаат граѓаните дали треба да со себе да бидат облечени во тренерки, патики, колку време се вежба? Вака. Ќе кажам што треба да прават гледачите кои ќе бидат мои членови. Значи, најнапред, пред да тргнат од дома, треба најмалку минимум 2 сати последниот оброк да му земе. Значи, ако јаделе во 5, во 7 да може да вежбат, да легне малку храната. Од друга страна треба да носат само тренерки и патики, горе една мајчка. На самиот час кога се доаѓа таму, имаме вежби за загревање, вежби за опуштање, после ги имаме оние главните вежби, и со тоа што и најтешката вежба е лесна. Нема ни една вежба што е тешка, што не може човек кој е психофизички здрав да ја извежба. Значи, се е добро осмислено со тоа што самиот час трае 60 минути, заради тоа што има и други екипи и други термини. Арнома, моите вежби, како вежби, ако се вежбат правилно, како што јас ги вежбам, нека да се минимум 2 до 3 сати трајат. Затоа ја ги нудам ускратена верзија, за да може да ги видат содржините, а од кога ќе ги научат содржините, потоа одиме по редослед со правилно вежбање, така да може да се случи 3 часа да ги вежбаме цела група вежби да извежбаме за 3 часа. Значи, среда, петок и наредната среда, со тоа завршува цел циклус на вежби. А иначе до сега работев колку да ги мотивирам членовите да ја видат содржината, лепеза од сите вежби да видат, а сега ќе одам правилно да ги вежбам, затоа што правилното вежбање на моите вежби е секоја вежба се вежба во 8 одбројување, секој одбројување има по 4 такта, така да секоја вежба се се повторува 32 пати. Тука е ефектот на слабење со вежбите што се постигнува. Значи, повторување лесни вежби, активирање иста група мускули, топење масни ткива, тука е слабењето. Сето тоа е подкрепено со убава атмосфера, релаксирана музика. За време на часот има соодветна музика што одговара малку и под некој ритм се вежба, што не мора да значи, али 90% се погодува ритмот. Од друга страна, јас нон-стоп работам како инструктор, ја вежбам дупло повеќе од членовите, затоа што треба да им се објасни, да им се каже како, и сакам да ги кажам дека покрај тоа што толку време работам на проектот, јас страшно се потам живо во да се правам кажано во речки после вежбите, тоа што е и покрај тоа што сте во добра кондиција. Кој е тоа објаснува? Тоа е дека вежбите има страшен ефект. Ако човек научи правилно да ги вежба, тогаш нема шанси да не се испоти. Значи сите тие што од почетокот вежбат и не се потат, неправилно ги работат вежбите, ако ќе научат правилно да ги работат, нема шанси. Значи он за месец, 2-3 кога ги совлада вежбите, треба да си носи стално крпа за бришење. Ја после тоа ми треба пола сат да се измијам, да се избришам, а они гледам си одат суви и не се не облечуваат. Значи нема ефект од вежбите ако не ги работиш правилно. Значи само правилно изведената вежба дава добри резултати. Добри резултати. Тоа е тоа. Не се потребни, не вежбате на справи, вежбате гимнастички вежби, значи дали овде се вклучени и некакви останати реквизити, јажиња или... Не, ништо. Кај мене се работи исклучиво, се доаѓа у патики, у тренерки, има само гумени ребрасти стази купени како постелачки, затоа што тие се користат само кога се работи на колена, бочно, на друга бочна страна, на стомак, на грб, заради термичка изолација, заради хигиенски причини и да нема болки во коските. Иначе буквално не се користи ни една справа. Ние може тука нашата фантазија ни дозволува да направиме вежби со јажа, а јажа немаме, вежби со лента, а лента немаме. Така да сите работи што ги работиме, и едно да ви кажам, денеска сите видови на рекреација што постојат кај нас во Македонија црпат елементи од спортската гимнастика. И затоа јас викам нов начин, нов тип на рекреација, а у суштина тоа е најстар тип на рекреација. Затоа што викаме атлетиката е мајка на сите спортови, а гимнастиката е ќерка. Сите други се внуци, правнуци, како да ги наречем. Значи, секој еден што се досетил нешто да прави, елементите ги црпи од спортската гимнастика. Земете ви еден стар човек, 90 години, 100 години, ако имам стар човек, да го прашате, дедо, како да толку успеа да се одржиш у живот, он те вика, па синко, си јадам добро, си спием добро, наутро си правам гимнастика. Не вика си правам на сабајле фудбал, си правам кошарка, си правам билдинг, си правам фитнес, него јас си правам гимнастика. Значи, тоа е старо и останало од времето. Јас сакам сега на еден рекреативен начин да ја вратам, да ја заживеам гимнастиката. Затоа што кај нас порано у моје време беше уподен гимнастиката, спортската гимнастика, а сега некако живее, ама нешто стагнира, да не речам ја нема, него стагнира. Едино кај што постои справа спортска гимнастика, тоа се Кина и Русија, кај што самата гимнастика, пошто не е економски оправдана, е под закрило на државата. А кај нас
веќе државата не дава пари не за поголеми спортови како што се фудбал и кошарка, а камоли да даде за гимнастика како што вежба 20 души заклучени у сала. И никој не ги гледа. Значи нема публицитет, нема публика, нема економија. Јас сакам да ја вратам рекреативно од една причина. Прво, тие ми се битни точки во проектот, подигање на нивото на физичка култура кај млада и возрастна популација во Кавадарци и проблемот со прекомерната телесна тежина. Значи, у целиот проект има 17 точки, али битни се тие точки кај што ја посветувам најмногу внимание и у денешно време тоа е најбитно, затоа што ако еден човек е психофизички здрав, тој ќе може да успее во се што ќе посака во животот. Ако има проблеми со здравјето, ништо нема да стори и стално ќе се нервира и ќе пропаѓа у дупка. Значи, поентата на мојот проект е да го подигнеме нивото на физичка култура, малку да не кажам, ама да го изфрлиме од нас она турското што останало. Малку ние сме сепак помлади, живееме во 21 век, посовремен живот. Машките нека си одат кај сакат нека вежбат, жените не одат кај сакат и они нека вежбат, да не постои она ограничување дома, и мажот ќе оди, па жената нема да оди. Зошто? Да, жената е за дома. И кај мене, буквално, сите жени што рекреират, да не речам 90% се од страна сна и дојдине во Кавадарци. Кавадарчанките многу тешко се одлучуваат да вежбат, дали имат проблеми од мажите, не знам, или пак нивото на култура е тука, или оправдание одам на лозието што не држи вода. Лозието денеска се работи со трактор од после кроење до винарија, така да тие што има повеќе лоѓе има аргати, тие што има малку лозе не ни оде жената на лозе. Ова е еден проект кој што го започнавте. Да. И долго време сте работеле. Дали ќе продолжите со други проекти? Па, ја веќе имам на повидок друг, и тоа многу поголем, споредбено со овој, да не речем 10 пати поголем проект. Тоа нешто планирам на есен да го реализирам. И сето ова пракса, сето ова искуство тука и практично и теоретско е споено, ја мислам дека на тој проект не би требало да направам ни една грешка, затоа што ќе биде проект од светски размери и ќе биде на ниво на цела Македонија. На крај само да кажеме во кратки црти што би препорачале вие на нашите сограѓани? Јас на нашите сограѓани им препорачувам да не ги гледат годините и возраста и полот. Едноставно да се најде време, а времето не се наоѓа, туку се краде. Ако насаба или не успеш да украдиш еден саат да вежбаш, денот ти одминува, имаш други обврски. Значи, станување сабајле, вежбање еден саат и тоа медицински гледано е најздраво вежбање на сабајле. Зошто? Затоа што телото е одморено, органите се одморени, не сме јаделе ништо, ние вежбаме на гладно срце, што се вика, трошиме калории и масти од нашиот организм, не сме јаделе храна, телото е одморено, може цел терет да го поднесе без проблем, едноставно ќе го украдеме времето што преку денот ќе го немаме. Значи, ако човек сака да рекреира, ако сака да најде време, времето и занаетот се крадат. Тоа е мое видување, затоа што ако човек сака да научи занает, мора да го краде, да гледа, да дзирка до мајстора. Ако сака време да украде, мора само од своето време да украде, оти преку денот ќе го нема. И не е оправдување тоа дека немаме време. Мене ми е жалко, прекрасни дечиња гледам 15 до 20 години, они викат нема време, нема време. Како ти? Ние сме фамилиари луѓе, имаме обврски преку глава, имаме време, а они немаат време. За рекреација. Значи, друг е проблемот. Треба да се едуцира младината. Јас сум спремен, ако покажат интерес, школите да ме повикаат, да одржам промоција на проектот, очи во очи со децата, да се види што е, да му се укаже на нивните пропусти што ги прават и дека они имат време на претек. Затоа што истиот сета кампања ги видов дека се по кафани. Се по улиците, не се дома прибрани. Значи време они имат да продаваат, а не да немаат време. Него треба да се најде начин и домашните, и професорите, и ние вака спортски што сме малку спремни да им одржиме некои предавања, да ги едуцираме и самите тие да одлучат. Ја дури не би рекол да одлучат, да ги насочиме, да ги убедиме да вежбат. Да го искористуваат времето правилно за својот правилно и корисно. Живот. Утека и нас во Кавадарци, ако има да речеме спортски друштва, има да, али може да се тоа 5-10 на 100, 90 на 100 од популацијата млада, кај нас така се е на лаптопови, се е на Тука е поентата. Современата технологија. Современата технологија тоа го прави, али има време и за тоа. Ти дента биди 1 час, 2, не мора да бидеш цел ден на компјутер. Порано самите персонални компјутери правеа проблеми со грбот, па измисли едне пајачиња. Сега не знам што ќе измислат научниците кога они се джевре ку креветот се напикени под чебе со лаптопот. Значи не помага ни пајак, не помага ништо друго.
Само да се разбуди свеста кај граѓаните, да се подигне нивото на култура за вежбање, за рекреација, за целиот тој синџир на алки, 12 алки што и вие сами го презентиравте во вашиот проект. И треба едно е тоа што да се подигне нивото, да се едуцираат децата и кога сакаат да пешачат, да вежбат, да спортуваат, да има некој кој ќе ми каже како тоа правилно да го прават. Тоа не секогаш има успех кај секој. Има човек пешачи и друг пешачи. Првиот има успех, другиот лигаменти истегнал, не знае да пешачи. Овој што трча знае, другиот не знае. Некој вежба, некој не знае да вежба, па нема ефект. Значи секогаш кога човек сака нешто да прави, да си најде соодветна личност, стручна личност која ќе ја праша и да има чари бенефит од тоа што го прави. А не само ај да пешачиме и ај немам ефекта, немаш. Така е. Добро, господине Младенов, јас би ви се заблагодарила за сите овие совети кои што има можност да ги слушнат нашите гледачи и не само презентација на вашиот проект, туку и една убава презентација за здравиот начин на живот што е неопходно во ова денешно време за сите нас да обстоиме, да имаме подолг и поздрав живот. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам на вниманието. Значи, доволно е да одвоите неколку минути во текот на денот од пола час до час да си посветите на самите себе за рекреација, хранете се здраво и сите други работи кои што ние вечерва ви ги наброивме, и верувајте дека вашето тело ќе ви врати еден ден со здрав и долг живот. И на крај не заборавајте дека доколку сакате да бидете дел од овој клуб Еликсир на младоста, можете да се јавите на телефоните 070 376 612 кај Лазар Младенов. Ви благодарам уште еднаш, имајте пријатна вечер.